Денеска општина Струмица има посебна чест да има посета од амбасадорот на Швајцарија во Македонија. Посебна чест велам заради тоа што навистина Швајцарија е еден од големите поддржувачи на Република Македонија, а и силен препознатлив поддржувач на децентрализацијата, општините и ЗЕЛС. Нашите струмичани знаат за сите оние проекти поддржани од Швајцарската агенција за развој и соработка, како што е Центарот за апстиненција на наркозависници, отворениот летен амфитеатар, форумот на заедници кој што секоја година го одржуваме, кој што навистина не демократизира и општината, можам да кажам и државата. Денеска со оваа чест имавме можност да го запознаеме амбасадорот како течат и веќе претстојните проекти од форумот на заедници. После ова ќе следува посета на двата објекти, едниот што е во Баница за Центарот за апстиненција на наркозависници и летната сцена или отворениот летен амфитеатар, така да ќе имаме прилика подобро да го запознаеме амбасадорот. Имав можност да му ја представам Струмица со сите своји потенцијали, со сите своји предности кои што ги има Струмица и сите наши идни надежи. Истовремено ја искористивме приликата да кажеме каде ги темелиме нашите надежи, посебно во она на кое што сме насочени во создавање на услови на правење атрактивност на нови домашни и странски инвеститори, се со надеж дека можеби и од Швајцарија ќе има некои заинтересирани инвеститори во иднина, така да јас сум убеден дека поддршката која што Швајцарија и во иднина ќе ја дава, ќе биде од огромно значење за демократскиот развој на Македонија и можам и официјално пред камерите да кажам дека сум благодарен и граѓаните на Струмица сме сите заедно благодарни за сето она кое што швајцарската амбасада го прави и за Струмица и за демократизацијата на Република Македонија. Една од целите на мојата посета е токму тоа за да ги видам резултатите од форумските процеси кои што беа имплементирани во Струмица во рамките на поддршката на Швајцарија кон процесот за демократизација, но исто така и вклучување на граѓаните во процесот на донесување на одлуките. Сметам ова што го слушнав од дискусијата со градоначалникот навистина ме импресионира, но се уште остануваат уште неколку часа од мојот престој во Струмица и се надевам дека и во реалноста ќе ги видам тие резултати кои што ми беа презентирани. Инаку Швајцарија ја поддржува Македонија во процесот на децентрализацијата преку неколку програми, од кои што водечки е овој програм за форумите во заедницата, кој што е дел од програмата за владењето на правото и демократијата во земјата. Се надевам дека и граѓаните беа задоволни од процесот во кој што нивниот глас се слушна во донесувањето на одлуките и ќе видиме заедно после тоа, ќе ги посетиме проектите заедно со градоначалникот и ќе можам директно да разговарам и со крајните корисници на проектот. Секако дека ми е драго што сум тука и дека една од целите на мојата посета е токму тоа да ги видиме резултатите од форумите во заедницата. Се разбира, форумскиот процес е многу добро развиен овдека, поготово во Струмица, но и во другите делови од земјата и ние ќе останеме на патот на поддршката на тие процеси. Секако дека секогаш сме отворени за нови предлози кои што може да дојдат од општината, не само тука од целата земја, но мора да се има во предвид дека се и ресурсите ограничени, секако и можностите. Имаме неколку главни домени на интервенција во кои што се веќе дефинирани правците на поддршката, но исто така постои една друга програма за така наречени мали акции, кои што ги поддржуваме со помали средства, но исто така може да бидат многу ефикасни. Затоа ги повикувам оние кои што се заинтересирани, особено доколку таа иницијатива доаѓа од базата, од основата или од луѓето кои што би евентуално би имале некаква корист од тоа, да го консултираат, да го посетат веб-сајтот на амбасадата, да ги видат условите кои што треба да се исполнат за да може да се пријават и ние сме навистина отворени кон добри и ефикасни предлози кои што може да допринесат за доброто на луѓето во Македонија. Support some initiatives. We are here also to consider those projects.